Доделената повелба им ја посветувам на моите најблиски, сакајќи барем до некаде да им се одолжам за нивните жртви што ги поднесоа и ги поднесуваат поради мојот телесен инвалидитет од најтежок карактер. Упатувам и голема благодарност до вработените во мощне популарниот медиум Види вака и за тоа што низ објективни прилози ми овозможија представување и поддршка во широки рамки. Мене ми е жал што ова е прво признание кое државата му го доделува. Наристо и со кој ги вреднува неговите напори кои ги прави децении назад. Практично чухме подраѓање од најмалата возраст, кој се бори со овој физички хендикеп. Да ви кажам искрено, кога бев прв пат кај него дома, моите колеги кои беа претходно да подготват таа посета, ми кажуваа каков е, какви потешкоти има, со што се бави, кои успеси ги има постигнато. Ја не верував дека до толку е физички попречен, со оглед на ова што го гледам дека представува неспорен сумарум на неговите успеси. И ден денеска не ми јасно како човек толку за жал ограничен во физичка смисла во движењата може да биде не само врвен шахист, него да биде врвен интелектуалец. Делот на кај што е опфатен и Ристо Донев и сите останати спортисти кои го заслужуваат тоа, а не биле опфатени во делот на законот, веќе се менува. Се надевам дека во октомври, ноември ќе биде готов законот, оди на владина седница и после во собрание да се усвои. Се надевам дека и апел до сите пратеници, сите владини институции да го прифатат овој дел на законот кој што ќе ни биде ќе ни помогне што побрзо, а и на ваквите луѓе кои не беа офатени со, да кажам, законот од пред 21,5 година. Треба малце само да се стрпиме, ево ни избори имаме, не смееме да носиме ни закони, да менуваме сега во овој период, така да се надевам дека, ајде да не кажам до 2 до 3 месеци тој закон ќе се донесе, треба да се предложи до владата до собрание и да се донеси со мнозинство во собранието. Се надевам дека тоа ќе помине. Од тогаш до сега остарев 2 години. Ништо не се промени, само ограничавникот што тури 500 метри асфалт. Другото сето си остана исто. После 2 години имаше конечна донација. Сепак видеото имаше ефект, голема благодарност да Види вака. Ова донација многу добро ни дојде, сите сме радосни. Не можеме да пишеме колку сме радосни. Прв пат ги видов децата од селото Дреновци на прилогот, уште пред 2 години објавен, кој што остави многу силен впечаток врз мене. Прво за она што го содржеше прилогот, а тоа беше немање основни елементарни услови за возрастни и деца во селото, а тоа е пат, вода, па ниту услови во училиште. Но посилен впечаток врз мене остави и тоа што видов дека децата кои што беа интервјуирани се многу речити, многу убаво воспитани, конкретно одговараат на прашања и тоа беше сигнал дека некој навистина работи со нив. Тој силен впечаток ме држеше долго време, секогаш се прашував дали нешто е превземено од институциите во врска со овие деца. Бојан ми опиша дека всушност они ги немаат елементарните услови за одвивање на наставата. Тоа се деца од 1 до 5 одделение и тогаш решив да превземам акција, да организираме една хуманитарна акција превзет за собирање на училиштен прибор. Но бев информирана од наставничките Маре и Аида дека се потребни многу повеќе средства. Пред се огрев,
печки за грејење и друг училишен прибор за да се одвива нормална настава и во текот на зимата. Затоа не беше доволно само да учествуваат вработените во Народна банка, кои што навистина максимално се дадоа во хуманитарна акција и решив да ги повикам да ми се придружат и СВОМ, тоа е Синдикатот на финансиските работници на Македонија, во кој што членуваат 22 банки и финансиски институции, со председател Бобан Ристовски, кој што веднаш излегува во пресред со максимална поддршка, така да сме во теке собирање, освен што собравме училишен прибор, во теке и собирање на многу посериозни средства, кои што од СВОМ ќе бидат и од банките донирани на овие деца, на ова училиште и ова село. Сакам да го објасним значењето на пополот ангел. За него знаеме дека е абстрактна именка и не може да се види, само се замислува и во сновите наши исполнува желби. Но за нас вие сте ангел во живо. Ни го исполнивте нашиот сон и ни овозможите да ве посетиме и да видиме една огромна институција. Голема благодарност со сите ученици. Многу емоции, да. Едноставно и се надевам да се посветиме и голем интерес се ова и поголем број ученители кои што можат нешто да направат ќе се фокусираат на ова прашање. Така да уште има 6 за екипа. Во Дреновци е комбинирана паралелка од две паралелки. Едната паралелка е прво, второ и трето, ја водам јас, а другата паралелка е колешката трето и четврто и петто, Аида Јордановска. Се овака, јас како 17 годишник, има многу услови кои не ме задоволуват. Мене ми требат основи за живот, а основи за живот дека немам, пат немам, вода немам. Кој пат имаме вода, кога имаме, кога не. И јас сакам убаво да си живеем во добри стандарди, кои не ми се овозможени тука. Упорност, да се биде упорно. Видео беше снимено пред 2 години во јули месец, а ефектот е дури сега во 2023. Бојан е одскочна даска во ова приказна, меѓутоа голема благодарност и до вас. Ако и вие не сте истраеле до крај на ова едно патешествие, може не Бог знае колку 2 години, меѓутоа и вие сте доста заслужни што сте допреле до сликите, не застанала таа приказна тука, сте продолжиле понатаму. Наша голема чест, завршница, круна на сето тоа што вие со заеднички труд сте го сработиле, е нашето денешно присуство и овој величенствен грамотен пречек, не знам како да се изразам, мислам дека само државник вака се пречекува, а ние бевме во улога денеска на тоа место. Нашите картотеки во институтот се доказ за постоењето на македонскиот јазик, на македонскиот народ, за неговиот развој и за неговиот идентитет. Да се засили свеста за тоа дека е за македонскиот народ посебно значаен неговиот литературен јазик, ако се работи за самата негова самобитност и дека во тој поглед треба да се засилува чувството за стабилност на нашиот литературен јазик. Нема кој друг да ни го негува за нас, не си има проширено како многу други јазици и е многу битно да се негува од аспект
да се запишува, да се пренесува таа орална традиција, затоа што не се знае како оди, дали ќе се намалуваме во население, дали ќе се зголемуваме, и многу е битно да остане, дури па макар и да не нема, да остане некаков трак дека немало. I don't speak so well Macedonian. I make mistakes, but I try, you know. And I read the grammar, and I should say I fell in love with the grammar because I found something very logic and something very unique. Деца, од сега навамо ќе зборуваме на мајчин македонски јазик. Вие према мене ќе нема да се представувате господине, него ќе се представувате како другар учител. Кој ќе излегувате надвор, ќе зборувате на чисто македонски јазик и со другите што се среќавате, ќе разговарате на македонски јазик. Прво да ви посакам добре дојде во Бабино, во Демир Хисар, во Илирско-Епски крај, натежнат од бои и многу зборна тишина. Токму во таа тишина, овде во Бабино, постои едно од најголемите културни богатства, создавано во изминативе 14 децении, од мојот прадедо Јован. Апелирам до сите да ја користиме нашата македонска кирилица, освен на оние места каде што треба да се користи латиница. Со еден пријател се смеевме во врска со тоа колку Шопов е врзан за Македонија и колку фактички Македонија е присутна цело време во неговата поезија, а М да не каже. М не е спомнато, а Македонија е тука цело време. И со тој пријател се смеевме, викавме, зошто тој на крајот на животот толку многу често е спомнува Македонија во таа збирка, и си рековме, дали човеков цел живот зборувал за Македонија и гледа дека не го разбираат, и сега им вика, абе луѓе, за Македонија ви зборувам. Поддршката од Види вака значеше многу, првично затоа што многу млади луѓе го следат тој портал и приказната за цистична фиброза стигна до многу луѓе. Без разлика на тоа дали постои терапија или не постои, ширењето на самата свест за одредена состојба е многу битно, затоа што може да спасува и животи. Се надевам дека за скоро време ќе имаме подобри вести. За сега имаме еден одреден почеток со кој би е најавено дека ќе почнат над 12 години да се користи трикафта. Останува да се овозможи тоа, да се реализира и да продолжиме да се бориме и за малите дечиња да добијат пристап до оваа терапија и да можат животниот век да им биде 80 години. Па искрено искачувањето беше тешко, ама беше полесно отколку освојување на трикафта за сите. Со самата зима, нели, доаѓа и загадениот воздух, тоа кај нас е многу проблематично. Кај сите луѓе проблематично, кај нас посебно е тоа. Нормално дека со дишење колкото што дишеме повише ни се развиваат бактериите што ни се отвликат. И се разбира со повише терапии. Увереност во терапија, по-често пилано зимно, време. И сите други. Она што го очекуваме е остатокот од пациентите над 12 години да почнат во текот на 2024 година, а потоа ќе продолжиме со нашата борба затоа што сакаме трикафта да биде достапна како и во другите земји. Во Европа е веќе процес да се обезбеди трикафта над 2 години,
и сакаме и за нашите пациенти да ги имаат истите права како и во европските земји, во Америка, во Канада. Така да со тоа ќе ја продолжиме нашата борба додека не се обезбеди трикафта за сите на кои им одговара според мутација и години. Мислам дека на децата со попреченост им треба многу повеќе да бидат во јавност, за да другите луѓе од страна на екраните сватат дека и ние имаме душа како нив и ние вредиме исто толку колку нив, можем би повеќе. Јас освојно сребрен медал во фудбал тоа се веќе Европска олимпијада во Санкт Петербург во Русија. Тоа ми лани бевме во хотел во Русија, Санкт Петербург. Ние бевме во месец во Белград. Игравме во стадионот ние игравме в пикадо. Јас освојно прво место пикадо. Потоа е трето место освојно куглање во Белград. Не сакаме ние како семејства на лица со попреченост. Ние не сакаме никој да не сожалува. Сакаме само да ни подадат рака и да ги прифатат нашите деца, браќа, сестри како рамноправни членови, да не гледаат тоа не е ништо заразно и не треба пари на некого да му покажете внимание и љубов. Покажавме и на едниот тип родители и на другиот тип, така да мислам дека може и во секојдневие вакво нешто да се прави, да се практикува, затоа што децата едноставно сакаат да играат и ништо друго не ги интересира. Секој се игра на свој начин, се радува на свој начин, така да тоа треба да им го пружиме и да не го скратуваме. Нема ништо хубаво од детска радост. Детската радост, детската насмевка, разиграни очиња, разиграни срца, ќе ги добиеш како подарок само ако си искрен во тоа што го правиш. И затоа сметам дека треба многу повеќе вакви настани. Јас секоја што го кажам како јин и јанг, значи не можат едни без други, така да само на тој начин може да се создаде едно здраво општество, општество во кое што едноставно, пак ќе кажам, ќе се вратам на првото, дека сите деца се деца. Луѓето би им препорачала дека не треба да се делат на поинакви нормални луѓе, бидејќи на сите може да ни се случи да бидеме некогаш поинакви од другите и не треба да ни случува. Секоја приказна вреди. Секоја промена може да се случи доколку се даде глас, поттик и поддршка. Велат дека една држава вреди оного кој се грижи за најбеспомошните. Правдата е никогаш спора, но борбата е заедничка. Јас не барам милост, туку само правда. 7 години даваме глас на безгласните. Се со цел да изградиме приказни што прават промени во безгласните светови. Си добил документи, ама и други луѓе да добиваат, не само Валентин. Тоа ми е среќата од животот.
Креираме приказни што создаваат општествени промени кои се спротивставуваат на социјалните проблеми. Се добие што поскоро леко за да се променат многу работи. Jedini način je bio da se radi više. Ги поместуваме границите за креирање приказни надвор од Македонија. Целog живота sam morala da naučim da vozim, a nisam imala uslove. За нас, секој проблем и предизвик е вреден. Секој човек е бесценната уметничка слика преку својата приказна. И ние имаме душа како нив и ние вредиме исто толку колку нив, можем би повеќе. Продолжуваме да трагаме по вистината, за да ја сочуваме културата, природата и историјата. Продолжуваме да бидеме чувари на вистината, за да направиме промени во општеството, да ги прикажеме нашите херои и хероини и да покажеме дека секоја приказна вреди да биде раскажана. Тоа една направив, колку ќе бијат до 120 може да се живи.